Библија за млади, Стар и Нов Завет. Создавањето на светот. Во почетокот, Бог ги создаде небото и земјата. Земјата беше пуста и темна, и Духот Божји лебдеше над водите. И рече Бог: нека биде светлина. И се појави светлина. Бог ја нарече светлината ден, а темнината ноќ. И би вечер, и би утро, ден први. Потоа рече Бог: нека има свод, за да ја одделува водата од облаците од водата на земјата. Така и стана. И би вечер, и би утро, ден втори. И рече Бог: меѓу водите нека се појави копно. И копното Бог го нарече земја, а собраните води ги нарече мориња. И рече Бог: нека израсне од земјата зеленило, трева и дрвја. И стана така. И виде Бог дека е добро, и би вечер, и би утро, ден трети. Потоа рече Бог: нека се појават светила на сводот небесен, за да го делат денот од ноќта. Ги создаде Бог звездите и две светила, поголемото да управува со денот и помалото да управува со ноќта. И виде Бог дека е добро, и би вечер, и би утро, ден четврти. И рече Бог: во водите нека се роди живот и птици да полетаат над земјата под сводот небесен. И ги создаде Бог рибите и сите морски суштества и сите птици. И виде Бог дека е добро, и би вечер, и би утро, ден пети. Пак рече Бог: нека роди земјата зверови и разни животни. И би така. И виде Бог дека е добро. Така ги создаде Бог небото и земјата и се што е на неа. Но човекот, кој би можел да ја обработува земјата и да се грижи за неа, се уште не беше создаден. Па така доаѓаме до создавањето на човекот. Во шестиот ден Бог рече: да создадеме човек според нашиот образ и според подобието наше. И луѓето што ќе ги создадеме нека владеат над рибите морски, над птиците небесни и над сите животни над целата земја. Бог така и стори. Тој го создаде човекот според својот образ, личен на себе. Го создаде човекот од земја и му вдахна дух животен. И човекот стана жива душа. Потоа Бог ги доведе пред човекот сите животни за тој да им даде имиња. И им даде човекот имиња на сите животни и на птиците небесни и на сите зверови полски. Но Господ Бог сакаше да си избере другар што ќе му помага во се. Бидејќи не е добро човекот да биде сам, рече Бог. Сепак, од сите животни не се најде помошник сличен на човекот. Тогаш Господ му прати тврд сон, па кога заспа, му зеде едно ребро и од него создаде жена, па ја доведе кај човекот. А човекот рече: еве сега, коска од моите коски и тело од моето тело, името нека и биде жена. И од тогаш е така, бидејќи човекот ги остави своите родители и живее со својата жена, а двајцата стануваат како еден човек. И ги благослови Бог и им рече: плодете се на земјата и наполнете ја, и господарете над неа. И владејте со рибите морски и со птиците небесни. А за храна, јас ви давам разновидна трева и плодови од дрвја, и на се што живее на земјата јас му давам растенија за храна. И виде Бог дека е добро она што го беше создал. И би вечер, и би утро, ден шести. И го заврши Бог до седмиот ден создавањето на светот. Затоа тој го благослови седмиот ден и го освети. Па доаѓаме до протерување од рајот. Кога Господ го создаваше светот, тој избра на исток посебно место и насади таму рајска градина. Низ неа течеа реки и растеа дрвја. Многу од дрвјата беа убави, а нивните плодови беа добри за јадење. Но меѓу сите нив имаше и две посебни дрвја,
едното од нив, дрвото на животот, а другото дрво за познавање на доброто и злото. Таму Бог го насели човекот за да ја обработува едемската градина и да ја чува. И му рече Господ Бог на човекот: од секое дрво во градината можеш да јадеш, освен од дрвото за познавање на доброто и злото. Од него никогаш да не јадеш, бидејќи ако скинеш од неговиот плод и ако јадеш од него, ќе умреш. Адам и неговата жена тогаш се уште не носеа никаква облека, одеа голи и не се срамеа. Во рајот живееа секакви зверови и птици, а меѓу нив беше и змијата, најлукава од сите животни. И реши таа да го убеди човекот да ја погази Божјата заповед. Во една прилика ја праша жената: вистина ли е дека Бог рекол да не јадете од ниедно дрво во рајот? Не, одговорила таа. Тоа воопшто не е точно. Ние можеме да јадеме плод од секое дрво во рајот, само од плодот на оно дрво среде рајот. Од тоа не треба да јадеме, бидејќи Бог рече: не јадете и не допирајте се до него, за да не умрете. Тогаш змијата рече: не, вие нема да умрете. Бог знае дека оној ден кога ќе вкусите од тој плод, ќе ви се отворат очите, па ќе станете како богови и ќе знаете што е добро, а што зло. Жената погледна кон дрвото уште еднаш, ги виде неговите плодови. Помисли дека изгледаат многу привлечно и веројатно се вкусни. И тогаш таа скина плод од дрвото и го зеде, па му даде и на својот маж, та и тој вкуси. Откако јадеа од тие плодови, веднаш видоа дека се голи и се засрамија. Од тој миг, кај нив се измени. На Адам и на неговата жена им се чинеше дека се изменил светот. Но не се беше изменил светот, току тие самите, бидејќи го нарушија својот однос со Создателот. Прв пат во својот живот Адам се исплаши од Бога. Адаме, каде си? Го повика Господ. Но страв го обзеде човекот и заедно со жена си се сокрија меѓу дрвјата. Господ Бог повторно го повика и тогаш Адам му одговори: јас се скрив затоа што се плашам и се срамам, бидејќи сум сосема гол и немам на себе никаква облека. Кој ти кажа дека си гол? Го праша Бог. Да не си јадел од она дрво од кое ти забранив да јадеш? Адам не знаеше што да одговори и рече: не јас, туку жената што ми ја даде ти, таа прва скина плод, па ми даде и мене, та и јас јадев. Тогаш Бог ја запраша жената: зошто го направи тоа? Но таа исто така се плашеше, па рече: не, змијата е виновна, таа ме измами да наберам од плодот. Бог и рече на змијата: затоа ќе бидеш проклета. А потоа му рече на Адам: поради твојата непослушност, бидејќи јадеше плод од забранетото дрво, целата земја нека биде проклета. Твојот живот нема веќе да биде лесен, бидејќи со пот на лицето свое ќе го заработуваш својот леп, ќе умреш и ќе се вратиш во земјата од која што си создаден. Потоа Бог им направи на Адам и на жена му облеки од кожа. Ги облече во нив и ги истера од градината, еден за да ја обработуваат земјата. А пред влезот во градината постави херувим со огнено оружје кое се вртеше и лево и десно за да го чува патот назад кон дрвото на животот. Тогаш Адам и даде име на својата жена и ја нарече Ева. Таа стана мајка на сите луѓе што се родија на земјата.